време е за нашите гости, за кои денеска е задолжена нашата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски, или ја што би ја нарекла црвено косата, како што вие милувате да ја кажете. Иренче, добро утро. Добро утро и за Катерина, која е Стеванова Крстевски дипломиран физиотерапевт и магистар по кинезитерапија. Драго ми е што ќе говориме на една тема која и тоа како ќе им даде информации на нашите гледачи и многу повеќе ќе ги запознае со корективната гимнастика. Сузе, благодарам за убавата најава. Добро утро до тебе. Не се видовме подолго време вака заедно во студио. Убаво ми е утрово кога ми почнува вака заедно со тебе. Добро утро, почитувани. Како што кажа наша Сузе, ова утро ќе зборуваме за корективната гимнастика. А заедно со нас е Катерина Стеванова Крстевски, дипломиран физиотерапевт и магистер по кинезитерапија, собственичка на студиото за корективна гимнастика Позитива. Катерина, добро утро. Добро утро. Дојдовте во утринската програма Добро утро секој утро. За почеток би сакала да им објасниме на нашите гледачи што е тоа корективна гимнастика, односно кинезитерапија. Така. Истото е, така? Добро утро и од мене, ви благодарам на поканата. Корективна гимнастика или кинезитерапија, тоа во превод би значало терапија со помош на движење. Всушност, тоа значи индивидуална програма која што се прави според можноста, способноста, возраста на пациентот. Таа е индивидуална и се спрема, се дизајнира внимателно за да помогне во различна состојба да имаме подобрување. За какви состојби на телото е наменета оваа кинезитерапија или корективна гимнастика? Па за различни состојби, многу помага. Што се коригира или што се лекува со незе? Така. Се коригираат деформитети кај деца, како што е сколиоза, кифоза, лордоза, рамни стапала, тортиколис, искривување на вратот и слично, додека кај возрастните многу значително ја подобрува состојбата кај оние проблеми на мускулоскелетниот систем, како што е спондилоза, дискус хернија, болки во кичма, ишијас, остеопороза кај повозрастната популација. Така да има широк спектар оваа корективна гимнастика и помага значително да им се подобри нивната состојба, да се превенира или да се коригира одредена состојба. И секако, кај некои одредени состојби, како што е мултиплекс, Паркинсоновата болест, секако не може тоа да се излечи, но може значително да се подобри квалитетот на животот на човекот. И може да се подобри состојбата, така? Да. Вие не ја одредувате диагнозата, тоа сигурно го прави доктор. Вие сте тие кои што ги прават вежбите на пациентите, односно на вашите клиенти, кои што доаѓаат веќе со диагноза. Кажавте дека работите и со деца и со возрастни. Која е возрастната граница? Најмал пациенти, вака највозрастен најверојатно може до физикална терапија се препорачува или така. Како што ви рекле, од 7 до 77, јас дури би ја проширила таа граница, не е ограничено. Секој кој што е во можност да се движи, секој што може да практикува вежби, може да ги прави овие вежби, бидејќи не се тешки, со сопствена тежина се вежбаат, не се со скокање, буквално и мали бебиња со помош на физиотерапевт ги изведуваат овие вежби, исто така и повозрастни лица кои што сакаат да имаат добар квалитетен живот. Секогаш мора да е со помош на физиотерапевт, така? Или може да кажеме да дадете вие вежби, па тоа да си го прават луѓето дома? Па најчесто ние најнапред правиме едукација како тоа треба да се прави, а потоа самото дете или самиот пациент одредува дали ќе продолжи кај нас да доаѓа или ќе си ги практикува вежбите во домашни услови. Ние советуваме дека е многу добро наутро кога ќе станат од кревет, се уште додека си се легнати да почнат да си ги изведуваат вежбите, чисто да си го раздвижат телото, да се спремат за текот на целиот ден. Да. Сега ме интересира како изгледаат вежбите. И колку е време траењето и колку е потребно во текот на денот и колку пати неделно да се практикуваат овие вежби за да се постигнат сепак резултати. Така, ние најчесто, како што споменавте, во соработка со доктори, ортопеди или физијатри, креираме една програма за секој поединечно.
Според состојбата зависи дали ќе биде 2 пати во неделата, дали ќе биде 3 пати во неделата, дали има состојби кои што треба секојдневно да вежбаат. Има значи некои и 30 минути им се доволни, да речеме оние кои што имаат проблем со лумбална кичма, чисто да се раздвижат, па при тоа ќе внесат и пешачење во тоа, додека кај децата, кај оние кои што имаат сериозни сколиози, ние препорачуваме и до 2 часа дневно вежбање. Значи, сето тоа оди постепено, се започнува со 60 минути, па час и половина, до 2 часа во текот на денот. 2 часа без пауза? Да, измеѓу си имаат пауза, кратка од некои 2 до 3 минути, да се напијат вода, да земат сила и повторно да се активираат. Така. Сега имаме ние овде и фотографии подготвено. На вистина изгледа одлично, одлични резултати се постигнуваат со овие вежби. За кои состојби најмногу доаѓаат кај вас пациентите? Па што најмногу се третира со кинезитерапија? Да, ние конкретно најмногу работиме со состојби поврзани со рабетниот столб. Значи со децата, како што напоменав, со сколиози, кифози, лордози, со рамни стапала, значи се почесто се јавуваат овие проблеми, се почесто се среќаваме со деца кои што уште од мала возраст имаат некаков деформитет. Со текот на годините, како растат, може да се коригира или секако. Значи, најдобро е тоа да се превенира, да не дојде до настанување на некаков деформитет. Затоа, уствари, ние започнуваме на тој начин со едукација, како да го држат телото, како да седат, како да стојат, како да се движат. Значи, откако имаме за жал деца со многу деформитети, поготово, јас не знам сега стручно, вие ги кажувате, ќе кажам, народски со искривена кичма поради тоа што носат тешки ранци, неправилно седат, свиткани се нонстоп на телефон или на таблет. Како тоа може да се превенира? Па уште од најрана возраст препорачливо да имаат некаква физичка активност. Значи да немаат толку седентарен живот, туку повеќе да се активни во природа, да излегуваат надвор, да се дружат, да играат некаков спорт да имаат, а доколку се увиди на систематските прегледи дека постои можност за некаков деформитет, тогаш препорачуваме да посетат физиотерапевт кој што ќе им даде вежби кои што ќе бидат соодветни за нивното искривување, бидејќи не секој дете треба да вежба исти вежби како и сите останати. Секој си има своја програма и според таа треба да се води. Да, секоја состојба нели е индивидуална, секоја дијагноза е индивидуална, значи дали работите индивидуално со пациентите, односно со вашите клиенти, или се тие и групни терапии? Па или може би мешано? Најчесто се полуиндивидуални, значи 3 до 4 деца максимум, бидејќи повеќе од тоа не би ни можеле да обрнеме внимание. Постојано треба да сме позади нив, да ги коригираме, рамо погоре, рамо подолу, во секој момент знаат да се изместат, така да буквално треба да сме посветени максимално за да имаме резултат. Доколку малце се измести детето, тогаш веќе вежбата залудно се прави, нема да има резултати. Резултатите за колку време отприлика доаѓаат? Па, кога се веќе видливи? Различно. И дали може да се, доколку се престане со вежбање, дали може повторно да се врати првобитната состојба, повторно истата состојба на Да, може и да се влоши, доколку се прекине. Најчесто кога нагло ќе израснат децата, значи коската не може да таа расте брзо и мускулот не може да ја прати коската. И всушност на тој начин настануваат тие згрчувања кои што го влечат рбетот и настанува искривувањето. Затоа, уствари, е потребна таа флексибилност да ја имаат, значи, затоа мора да се истегнуваат постојано, за доколку нагло израснат децата, да не дојде до искривувањето. И да, доколку прекине, може да се влоши, а корекцијата најчесто настанува после 6 месеци, бидејќи потребно му е време на рбетниот столб за да постигне некаков ефект од вежбањето, така да исто за толку брзо може и да се влоши и да се подобри состојбата. И доколку се престане со вежбите, може да се врати повторно во првобитната. Да, може да се врати. Да било џабе да, вежбањето. се додека трае растот, треба да се вежбаат, па дури и потоа. Дали е ист временски период потребен отприлика 6 месеци за возрастните? Доколку во зависност... Зборуваме за искривување на рабетот, бидејќи секој од нас има деформитет на рабетот,
Так. помалку или повеќе? Кај возрастните треба малце повеќе време, бидејќи окустувањето е веќе завршено, така да поредовно треба да вежбаат, да речеме некои 3 пати неделно обавезно и буквално да се посветени на тоа по 1 час во денот. Е сосема доволно кај возрастните да имаат резултат. Дали тоа значи вежбање до крајот на животот? Бидејќи кажавте дека може да се врати повторно. Да, тоа е секако убаво за здравје, не само за телото, значи не само за рбетот, туку и за кардиоваскуларниот систем, така да вежбањето секако се препорачува, не мора до крајот на животот тие вежби да се прават, но да, ние препорачуваме да се вежба и други вежби до крајот на животот. Значи може дома, во домашни услови, така, кажавте Да. најубаво е наутро, Најубаво е наутро. постанување, така, од кога ќе се разбудиме. Тука можеме и во домот вежби кои што можеме да си ги направиме, бидејќи сега нас не гледаат малку и повозрастна публика, значи вежби кои што не би биле многу заморни, многу кои што немаат многу барање, да кажам, некој напор физички, она што ни е нас лесно да го правиме до половина час за да се одржува таа состојба на телото. Да, Така не се чисто врати. раздвижување на вратот, на рацете, на нозете, на кичмата. Мислам, сите ги знаеме оние вежби со подигнување на нога, рака, во страна, од лежење, од стоење, чисто загревање и така да ни започне денот на сите. Катерина, кои се придобивките на корективната гимнастика или на кинезитерапијата? Кажавме дека е едно те исто. Кинезитерапија си мислат луѓето дека е нешто потекнува од Кина, ама не е така, нели? Да. Тоа е сепак, како што објаснивте на почеток, корективна гимнастика, Да. вежби. Кои се придобивките од корективната гимнастика? Од вежбите од корективната гимнастика, значи имаме многу придобивки, меѓу кои значи зголемена флексибилност, зголемена густина на коските, стануваат поцврсти, затоа и е многу препорачена кај остеопорозата да се практикува. Потоа исто така, значи, се намалуваат болките во вратот, во кичмата, зголемена подвижност имаме во телото, зголемена самодоверба, координација, рамнотежа, буквално се подобрува се во нашето тело. Значи, да имаме баланс во телото и да можеме да функционираме правилно, да имаме здрав и витален долг век. Тоа е уствари целта на корективната гимнастика. И сега, доколку чувствуваме болка во организмот, нели, да кажеме искривување на рабетот, ама често знаеме да си кажеме, ме боли кичмата. Дали тогаш се препорачува вежбање или можеби се оди со вежбање па со некоја медикаментозна терапија? Како оди тоа? Во зависност од состојбата, доколку е само некоја мускулна болка од лошо седење, лошо држање на тело, предолг период во текот на денот, оние кои што повеќе седат на компјутер што работат, немаат паузи измеѓу. Значи, А многу не има такви. Да, се повеќе. Таков е сега животот. Да, така да кај нив препорачуваме да се направи некоја медицинска масажа, а доколку е нешто посериозно, да, тогаш одиме со медикаменти секако да се намали болката на тој начин со помош на лекови, па потоа би се превземало некаква манипулација, дали ќе биде тоа истегнување од наша страна, дали ќе биде масажа. Сето тоа ќе го одредиме заедно со докторот, доколку има потреба, нели? А доколку е нешто од лошо спиење, укочено, тогаш може и без медикаменти да помине. Дали корективната гимнастика оди секогаш заедно со масажа? Па не секогаш, доколку има потреба. Се зависи, значи, индивидуално од состојбата на Например, кај сколиозите, доколку има нагиб, значи тоа е како испакнување од едната страна се гледа и тука мускулите ни се во грч. Добро би било да се направи таа масажа за да се опуштат. Тоа нема да го коригира деформитетот, меѓутоа ќе помогне, ќе улесни на детето, ќе му биде подобро. Нема да ги чувствува тие тегоби. За разлика од некои деца не чувствуваат ништо, затоа и не може да се утврди на време дека веќе почнало некој искривување, не е толку видливо додека на рентген снимка кога ќе се направи, тогаш се гледа дека веќе степенот е зголемен. Има ли интерес за корективна гимнастика кај децата? Да, децата не толку не им е тоа умилено нешто што сакаат да го вежбаат, меѓутоа со помош на родителите, со разговор со нив дека им е потребно за да бидат подобри, да немаат понатаму други проблеми во животот.
има деца кои што баш сериозно го сваќаат тоа, сериозно вежбаат и имаат резултати. Додека нормално има некои деца кои што не толку сакаат да вежбаат, па така со молење, со разговор, успеваме некако и со нив. Со возрастните како се справувате околу вежбањето? Да, возрастните кога ќе донесат одлука и кога ќе дојдат, доаѓаат редовно, имаат резултати и кога после 3 недели вежбање, да речем, ќе се осетат подобро, веќе немаат толку вртоглавици, немаат секојдневна болка, одлучуваат дека тоа е тоа што им помогнало и продолжуваат да си доаѓаат. Да. Катерина, би сакала еве вака еден совет како физиотерапевт, магистер по кинезитерапија за сите оние кои што не гледаат, совет или порака за крај, кога да се јават кај физиотерапевт, со каква состојба во каква состојба кога има телото, кога е потребно да се јават и на доктор и кај вас на овие, да кажем, корективна гимнастика, на овие вежби, масажи. Така. Да, овие вежби не се толку многу познати како теретаната, фитнесот, така да... Познати, популарни можеби сега, да. Фитнесот и теретаната, поготово кај младите се популарни. Да, така да, искрено мислам дека оној момент кога ќе се осетат малку слаби, дали е тоа во однос на рамнотежа, пред да дојдат зимските периоди, значи треба да го спремат телото за, не дај Боже, да се лизнат, да имаат стабилност, да се фадат, да не дојде одма до некоја скршеница. Значи, буквално возрастните треба да си почнат да си ги практикуваат овие вежби, да имаат убава старост, што би се рекло, така да може да дојдат на некои 2 до 3 часа, чисто да се запознаат со овој тип на вежби, да го осетат бенефитот и потоа да си ги практикуваат и дома овие вежби. Катерина, благодарам за гостувањето. Студио за корективна гимнастика Позитива. За сите заинтересирани се наоѓате во центарот на Скопје. Лесно се наоѓате, така? Да. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Верувам дека им дадовме добри информации на сите оние кои што размислуваат во оваа насока, иако кажавте дека можеби децата не ја сакаат многу гимнастиката како метод кој што ќе им помогне да си подобрат некаква слабост на телото. Јас верувам дека возрастните пак се од друга страна многу свесни за придобивките од истата и дека ќе бидат поупорни или ќе изнајдат начин како да ги подобрат нивните гледања на гимнастиката, која што денеска, за жал, можеби не е толку популарна како во едно минато време, но што ме за добро на нас и подобрување на некои искривени делови од телото, верувам дека секој ќе пронајде некоја придобивка.